И оваа година жителите од штипската населба 8 ноември се организираат и се на нога, откако пред нивните згради повторно се појави конвој камиони со опрема за забава. Според нив предстои монтажа на рингишпил, луна парк, пресилна музика, хаос од посетители, ризик од болест и нехигиена. Проблем да го наречам секоја година. Лани успејаме да ги тргнеме, ама оваа година тешко, пошто гледаме дека се приклучиле на со струја и дека синаќа од 12 до 2 идат и се множат. Каде е хигиената? Каде се тоалетите? Каде е буката? И ред други работи. Вој ќе биде цел месец. Вој ќе биде до 22 септември. А тука сега отвара децата да ги зараземе. Уринирање за да не правиме муабет, короната се изфрла, тоа е се по улазите наши. Саба или не може да излезеш смрдена урина. Тука гужва, а за музиката има 15 децибела, не е 6 како што треба да биде или 5, немам поима. И кој може тоа да го издржи? Може има млади што одат на работа утре, он до сабајле, он пушта музики, тука свире вознемирување. Само смета не може да поминеш од тоа, сега ќе се згазат работа, отидеш не можеш златно седем во паркот, сега ќе дојдат, тоа нема ни дека да седнеме да одмореме. Освен што денес се собра и покажаа дека се подготвени на отпор, тие во меѓувреме тврдат дека изготвиле петиција богата со 2000 потписи. Веќе 2 години поднесуваме потписи, оваа година пак луѓето собираа потписи, пак ги поднесоа во општината. Значи зграда по зграда, како ги собираат луѓето потписите, така ги поднесуваат. Мислам дека сите институции кои што се надлежни за проблемот се информирани. А ние како граѓани тука ние упативме барања, кажавме се што ни смета. Бараме конкретно да се отстранат. Овој проблем во населбата 8 ноември се репетира секоја година и во сите случаи жителите на 8 ноември беа победници во настојувањето да си го спасат секој дневието. Од овие причини тие, истото од штипскиот градоначалник, го очекуваат и овој пат. Граѓаните да бидат спокојни од нас во 8 ноември, бидејќи новите мерки, ковид мерки кои што произлегоа од 16 август, на еден начин се забранува било каква организација на јавни места, поготово места кај што нема да можеме да ја контролираме масата на луѓе кои што ќе дојде на една локација, така да во текот на пред 2 дена веќе е дадена на известување да се прекинат сите активности за инсталирање на ваквите забавни паркови во насоп 8 ноември и сите ќе бидат пролонгирани до неопределено време додека не завршат. Од друга страна, денес расположени за разговор од организаторите на овој вид забава немаше за нас оговорник, бидејќи никој од нив ниту случајно не сакаше на оваа тема да зборува. Каде ќе го лоцираат нивниот караван на забава во Штип е неизвестно, зашто реално е да се очекува дека отпор може да имаат и во други густо населени населби.